Дали планирате да се поднесете оставка, морална или политичка одговорност како прв човек во секторот каде што ни се загрозени европските фондови, едни од најзначајните за обнова и модернизација за земјоделството? Видете, одговорност во моментов треба да даде тој што е фатен на дело со злоупотреба и прекршување на законите. И мислам дека таму ќе се води истрагата до крај, апелирам да биде до крај и сите кои што се евентуално инволвирани во целиот случај да одговарат. Само на тој начин ќе можеме да стопираме негативни тенденции, прекршување на закони и девијантни однесувања. Тука ја гледам единствената вина за одговорност. Јас како ресорен министер ќе продолжам да се борам и ваквите случаеви да барам да се санкционираат во цело, затоа што само на тој начин ќе можеме да градиме она што постојано го велам, доверба према институциите што во минатото навистина многу фалеше. Со овој случај гледате како сериозна влада, без разлика на партиска припадност, дали е некој сегашен или поранешен функционер, се бориме безпрекорно. Тоа е еден сериозен пристап на една сериозна влада, што за разлика од минатото не беше така. И тука уште еднаш апелирам и повикувам до секој еден граѓанин кој што можеби има за некој друг случај одредени сознание или бил, да речеме, ставен во ваква непријатна ситуација, да алармира и веднаш да го санкционираме, затоа што, повторувам, само на тој начин ќе имаме сериозни и здрави институции, сериозна и здрава држава, која што нормално треба да биде дел од европското семејство.